на 15! Драги гледачи, добар ден! Еве по не знам кој пат во нашата редовна емисија Фемини Забини, емисија која што се занимава со унапредување на феминистичките активности во Република Македонија. Имено самите знаете дека со нашето настојување за влез во Европската Унија мора да се посвети внимание на сите сегменти, односно правата на жените се многу битен сегмент во секоја демократска земја, така и во Република Македонија. И вие, ова е една од најгледаните емисии, особено кај припадничките на понежниот пол, но и на посилниот пол, кои што сакаат да се вклучат да го напредиме овој наш брз развој. Инаку, како и секој пат ние имаме многу интересни гости во нашата собствена емисија. Денешен гостин е еден многу познат сексолог, психолог, инаку председател на првото машко феминистичко друштво не само во Македонија, туку и во светот. Феминистичкото машко друштво се вика Венерини брегови. Тоа е професорот доктор Тошо Малерот. И јас во оваа емисија, вие знаете дека ова е контактна интерактивна емисија, слободно може да се јавувате, да поставувате прашања. Друштвото е отворено да прима нови членови, нарочито машки, заради тоа ќе потенцирам, тоа е првото машко феминистичко здружение во светот, Венерини брегови, па да го запрашаме познатиот сексолог и психолог. Како иде работата? Како сте задоволни? Добро, батка, тешко со наплата, знаеш како е. Да, еве веќе имаме гледачка линија. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Да, повелете, слободно прашајте го, обично женски се, слободно поставете прашање. Епа вака, мојот сопруг сака да проба групен секс, и тоа со мене и со мојата сестра. Па сакам да ве прашам дали е тоа нормално? Ете типични женски прашања. Па да, тоа се нормални прашања. Видете, господјо, тоа е само уште еден доказ за верноста на вашиот сопруг спрема вас. Тој толку ве сака, што просто не може да ви се засити. И сака тоа да го прави и со најдобрата после вас, а тоа е вашата сестра. Тој не само што не е лошо, туку напротив, е еден момент кој што многу ја зајакнува близината на сите членови во вашата фамилија. Јас не знам зошто не убаците и некои ваши братучетки, например. Вие, мислам дека ако не сакате да бидете заедно во тој сплет со вашите најблиски роднини, треба да му дозволите на вашиот сопруг да оди со вашата сестра или со некоја ваша братучетка, а вие во знак на благодарност за таа негова пожртвованост, значи за таа негова активност, за зацврстување на таа близина во семејството, можете слободно да му купите некој поскап поклон или да му го сготвите неговото омилено јадење. И никогаш во лоша конотација да не го спомнувате овој облик на неговото однесување. Ви благодарам, председателе. Се надевам дека гледачката е задоволна од одговорот. Еве веќе имаме некого на линија, од режијата ми јавуваат. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Видете, јас со мојот сопруг никогаш не сум доживеала оргазам. Па моето прашање е во што е проблемот? Ова е, мислам, едно од најчестите прашања, многу банална приказка и мислам дека сега конечно треба да се даде вистинскиот одговор и да нема веќе дилеми околу тоа. Видите, господјо, женски оргазам, тоа е мит, кој што го имаат измислено најмилитантните представници на машкиот шовинизам, а се со цел да се створи една конфузија во сваќањата на жената за суштината на сексот и на водењето љубов. Сите тие дискусии на таа тема се многу штетни за целата фамилија и мислам дека воопшто не треба да се дискутира на таа тема. Вие треба да ја цените желбата на вашиот маж да ве задоволи и таа негова желба треба да ја наградите со некој скап поклон или да му го сготвите неговото омилено јадење. И да не се дискутира воопшто на таа тема, затоа што тоа се измислици. И благодарам, одиме понатаму. Еве имаме некој на линија. Се слушаме.
Ако се слушаме, дајте нешто малку за машките права, што е ова само за жени што ме зборувате тука. Ова е емисија таква, мислам. Ам камо за еднаквост на половите, што е ова? Бидете во тренд. Абе, ако не ти се свиѓа, смени канал, таму имаш далинско, имаш програми Ама, колку сакаш, господине. ова е моја емисија, ја како сакам така ќе ја правам. Ма немој. На што личи ова? Скрати го тука, ајде. Ти кој ќе правиш емисија, прави си ја каква Дојди сакаш. ти скрати го, ѓубредно. Тоа е професоре Пицопов. Извинете, драги гледачи, ова е сепак емисија во живо, знаете како е, има секакви будали се јавуваат. Професоре, гледате доказ на башкиот шовинизам, на што личи ова, ве молам. Оди бе понатаму, драги гледачи. Режија, ве молам, не пуштајте секого во ова цената емисија. Ало? Еве, имаме, повелете, во Добра програма вечер. сте, господјо, ве слушаме. Мојот сопруг многу често ги минува ноќите со неговото машко друштво по кафеани. Прашањето е заш е тоа така и како јас да се однесвам. Па да, мислам, нема тука ништо чудно, затоа што тоа е едно најнормално однесување на секој сопруг, на секој маж. Мажот во суштина е ловец и тој секогаш има потреба да се докажува пред другите мажи. Значи тоа воопшто не е лесна работа. Навидум може би изгледа како задоволство, меѓутоа тоа е многу напорна и стресна работа. Ти да излезеш цела вечер, например, со другарите и да се прибереш дома у 5 саат. А дека станува збор за напор, тоа може да се види во многу случаи кога мажот си доаѓа дома у 5 саат сабајле и со среќен израз на лицето ја гледа својата сопруга, значи се вратил во идилата на својот дом. Така да вие и таа негова функција треба да ја поздравите, например, со купување на некој скап поклон или со приготвување на некој негово омилено јадење. И пажња. Добро, драги гледачи, се надевам дека ви стана појасно многу погледот на свет. Полни сме со заблуди и со предрасуди сите во животот. Ево емисија од ваков тип може многу да придонесат да ги надминеме нив. И гледате со вакви демократски размислувања и напредни идеи, секој ден сме све поблиску до Европската Унија, до НАТО интеграциите и до сите пошироки други интеграции што може тука да не најдат. Ви благодарам на вниманието, ќе се видиме во нашиот следен термин во следната емисија од истата област Феминизамини. Ве сакам сите кади да сте. Поздрав дома. K15!